тема која што е подеднакво актуелна и која што не поттикна да говориме гласно со соговорникот кој што го имаме утрово во Македонија. Наутро, во време кога светот се соочува и со поделби, и со конфликти, и со културни тензии, диалогот и градењето на меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски мостови е навистина клучно. Токму ова е темата на третата светска конференција за религиски диалог и толеранција 2025, која од 23 до 27 јуни ќе се одржи во Крушево, а детали за агендата се разбира и панелистите. Дознаваме од нашиот соговорник. Билам добро утро за професор доктор Зоран Матевски, директор на Центарот за интеркултурни студии и истражување при Филозофскиот факултет Скопје. Добро утро и добре ни дојдовте, професор. Добро ве најдов и драго ми е што сум пак тук. Професоре, така и ќе го започнеме разговорот. Колку е важен диалогот и градењето на меѓуцивилизацијски и меѓурелигиски мостови во време какво живееме? Тоа е исклучително битно, тоа е фактички најбитно во време на глобализација и во време на она што ние сега го нарекуваме постглобално време, особено затоа што во рамките на глобализацијата вие имате постојан контакт меѓу различните цивилизации, различните култури и се разбира во рамките на културите и на религиите. Етничките групи и религиските групи се испреплетуваат едни со други, доаѓа до судир, ние денеска знаеме што се случува, за разлика од порано, и во најдалечните краеви на светот. Знаеме што се случува во Иран, во Израел, во Украина, во Русија и во Ерменија и секаде. И сето тоа има влијание врз културите, меѓутоа и религиите, меѓутоа во основа, она што е клучно и битно, најголем проблем доаѓа тамо каде што различните религии, различните етнички групи се судираат едни со други, значи се блиску едни до други. И со тој диалог и соработка, тоа е единствениот пат и начин како да се надмине таа религиска исклучивост. Што вели науката и каков е социолошкиот поглед на религискиот диалог во 21 век? Она што е суштински проблем, јас не ги потценувам и останатите проблеми, како што се политичките, економските, проблемите, моралните проблеми и така натаму, меѓутоа дефинитивно јас сметам дека главен проблем на современото глобално време е религиската исклучивост. Че вие денеска живеете во време на религиска исклучивост, каде што вие го исклучувате религиски другиот и етнички другиот, не го почитувате, доволно или не го почитувате воопшто, и кога вие имате една ситуација на религиска исклучивост, се доведувате во ситуација да во светот гледате етно-религиска мобилизација на народите, на групите, на луѓето, на религиските групи, кои што вас ве водат до тие така наречени религиски војни. Во основа тоа не се религиски војни, се добива впечаток дека се или се фрла прав во очи дека се добива привид. Всушност, религиски војни. Во основа религијата се помене, јас сум од оние социолози на религија кои што имаат за мене религијата има само позитивна функција, нема никаква негативна, меѓутоа ако ја злоупотребите, во тој случај доаѓате до ситуација да ги манипулирате верските чувства на верниците, ги изопачувате или ги первертирате содржините на светите книги, како што е Куранот, Библијата и така натаму, и вие претворате од религии на љубовта, како што сте христијанството и исламот, во религии на омраза, за жал, и добиваме привид, еве дека се работи за религиски војни, како што ние сметавме дека прва религиска војна во 21 век е војната во Украина. Еве сега гледаме што се случува со Иран и Израел, каде што имате судир на типично две различни цивилизации, постојано Израел со Палестина, Ерменија, Узбекистан, Туркменистан, сето тоа и во Африка, да не зборам, тоа е голема и голема приказна. И токму во време на поделби и конфликти се чини нема посоодветен момент за организирање на оваа трета светска конференција. Кои ќе бидат панелистите, како ќе биде организирана, на кои теми ќе се дискутира се? Значи, фактички, ова не е нешто ново. Прво, ова е веќе етаблирана работа. Ние 2 години организиравме Европска конференција за религиски диалог и соработка, и кога видовме дека ни доаѓаат гости од цел свет, се одлучивме да почнеме и со светска конференција, благодарејќи се разбира и на Филозофскиот факултет. И морам да кажам дека ние сме веќе трета година под патронат на Министерството за култура на Република Македонија. Тоа е за нас голема работа. Веќе сме етаблирани не само на меѓународно, меѓутоа веќе и во државата. И третата светска конференција фактички е продолжеток на она што постои. Ние 3 години поред сме
прогласени за најдобар ивент и најдобра научен настан во Европа, што е голема работа за нас. Ќе учествуваат негде околу 70 најеминентни брендови од областа на религијата, сите они што се занимаваат со религија, кои што се социолози на религија, филозофи на религија, историчари на религија, теолози и така натаму и така натаму. Од 25 земји во светот, пофатени се сите континенти, и тоа се стварно имиња, јас не можам да ви ги набрам сега сите тие 70, затоа што се подеднакво важни, но она што фасцинира во целата таа работа, ние почнуваме да заличуваме и на едно семејство. Ние имаме луѓе од типот на Александар Фланк, на Герард Кестер, големиња Патрик Пастор и така натаму, луѓе кои што ни доаѓаат секоја година. И знаете како, кога некој ви доаѓа секоја година, негде 30-40 гости секоја година доаѓаат. И што од сите нив ќе може да се слушне во однос на улогата на религијата во промоцијата на толеранцијата во денешното време? Тоа е исклучително битно. Значи, тие големи умови, фактички на самата конференција клучен елемент е дискусијата. Ние после презентациите дискутираме. Сите трудови потоа ги објавуваме во нашиот часопис Religious Dialogue and Cooperation и ние праќаме јасна порака и до политичките елити во Европа и во светот, и до религиските елити во Европа и во светот, како да се реши проблемот. Како да се реши проблемот. Секоја година ние имаме различна тема, меѓутоа се е врзано околу глобализацијата, околу улогата на религијата во мир и конфликт, околу улогата, околу секуларизацијата и се обидуваме фактички на секоја конференција да ги надминеме проблемите, да ги, нели, како научни истражувачи, да ги пронајдеме причините и потоа да понудиме излезни решенија за надминување на овие проблеми, како што се во моментот ние само гледаме, секоја конференција која ќе ни заврши и која ќе се најдеме на следната, ние се соочуваме со се поголеми проблеми. Еве сега гледате што се случува. Какво е вашето лично чувство, професоре, во однос на тоа дали постои отворен простор за диалог помеѓу религиите денес? Мора да постои. Тоа го гледаат и религиските великодостојници. Папата, да речеме, минатиот папа Франциск неколку пати зборуваше колку религиската исклучивост му прави проблем на човештвото. Дури ја даде идејата дека секуларизацијата е излез и граѓанското општество е излез. Замислете еден папа да ви каже дека треба да се развива црквата од државата. Меѓутоа, они го гледаат тоа. Исламските великодостојници исто така, православните, но гледаме и проблем кај нив и сите се свесни дека постои проблемот, но некој се обидува да го реши, некој намерно го злоупотребува, да речеме како рускиот патриарх Кирил, кој заедно со Путин веќе го формира тој нов христијански фундаментализм. Како гледате на конвенцијата која што ја потпиша верските лидери пред известно време, зборувам за нашите во Македонија, седна на иста маса и сите беа со заеднички став дека апсолутно мора да се дискутира отворено на темата? Морам да ви кажам дека Македонија е еден од позитивните примери во Европа. Ние колку и да зборуваме дека Македонија има проблеми, не. Значи, Македонија од секогаш имала соработка помеѓу верските лидери, од секогаш се работело на тоа, одлично работи и агенцијата за, нели, комисијата за односи со верски заедници и религиски групи, тоа го прави МЦМС, има многу проекти, се среќаваат заедно. Единствено фали една работа, треба да има меѓурелигиски совет. Како што има во други држави во светот, тоа треба да се направи и треба да се етаблира конечно Министерство за вера, затоа што за нас религијата е многу битна, ние сме исклучително религиозен народ, 89 до 91% се религиозни, меѓутоа дефинитивно преку сите тие програми, преку имплементацијата на она стратегија за интеркултурализам, ние сме еден пример на меѓурелигиски живот. И во контекст на поделбите и конфликтите, постои ли некаков пример во историјата кој што е, да речеме, инспиративен или може да послужи како добар пример за постигнување на мир преку меѓурелигиски диалог? Па се што се решило, сите конфликти што се решаваат со меѓу другото и со помош на религијата. Дефинитивно. Значи реконсилијација која вие правите, таа ја правите ако не учествува религијата и религиските лидери и религиските верски заедници, не можете да ја направите. Значи во минатото ако зборувате и за крстоносните војни, како се они надминати и така натаму, клучна е улогата на религиските елити. И сега кога гледате решавањето на проблемот во Украина може еден од клучните фактори за да се реши тој проблем е Руската православна црква, тоа е дефинитивно. Или ќе го
смири конфликтот или уште повеќе го заошти, се надам дека ќе го смири. Клучна е улогата и на религиските заедници во Израел. Исклучително битно Иран, знаете, тоа е колку држава, толку е и верска заедница, значи све е тоа испреплетено, Исламска република, религискиот фактор е исклучително битен. И само така, религијата и религиските водачи се клучен, круцијален фактор за надминување на конфликти. Која е улогата на политичарите во однос на верската толеранција? Каква порака праќаат тие во секојдневните говори и обраќања? Политичарите во основа се најголемиот проблем. Значи, политичарите ги злоупотребуваат религиските чувства на верниците. Не ги злоупотребуваат толку често религиските водачи или тоа го прават многу ретко. Значи, политичарите се проблем. Политичарите играат на етничка карта, играат на религиска карта, играат на карта на конфликт да добијат избори, да добијат некакви други поени и така натаму. И во политичарите е дефинитивно проблем. Политичката елита секаде во светот е виновна за војните. Војните се во основа политички. А вие, ако сакате да фрлите прав, или секогаш нашите истражувања покажуваат, ако сакате да го зајакнете интензитетот на конфликтот, ако тоа ви треба, тогаш ги вклучувате религиските чувства на верниците, ги вклучувате верските заедници, палите цркви и џамии и како што да речеме тоа го направи Путин кога влезе во Украина, прво нешто што направи во Мариупол ја запали една од најубавите цркви посветена на Богородица. И со тоа вие го зголемувате интензитетот на конфликтот. И во контекст на постигнувањето на мир споменавте колку голема улога имаат верските лидери. Колку голема улога има, професоре, локалната заедница? Па има и локалната заедница, знаете, тоа е све поврзано, испреплетено и така натаму. Локалната заедница во основа еден од факторите кои што никогаш не ги злоупотребува тие конфликти. Секогаш локалната заедница заедно со граѓаните. Локалната заедница помаѓа во ситуации кога вие имате луѓе кои што бегаат, кога имате мигранти и така натаму, оштетени лица од војна и сето тоа. Локалната заедница е битна, клучна, иако е таа подкапа на политичката заедница, него меѓутоа во основа е важна, но во она што ние го знаеме, локалните заедници секогаш се позитивен фактор. И не сакам да ги изоставиме младите, па би сакала да ве прашам колку тие имаат важна улога во религискиот и колку може да придонесат во религискиот соживот и меѓу другото како да го градиме тоа чувство кај нив. Кај младите, прво да ви кажам, кога ги правам истражувањата и вака кога разговарам со нив, јас сум воодушевен како они во последно време многу зборуваат за политика, многу зборуваат за за овие војни, ќе се случи нешто што се случува сега најново Израел, Иран и веднаш зборуваат и дури вака по кафичи кога ги гледате, коментираат, што значи дека ги интересира, дека се сензитивни и во однос на политички проблеми, на етнички проблеми, на религиски проблеми. Ние кај младите дефинитивно наоѓаме највисок степен на религиска толеранција и соработка. Значи, тоа нас ни дава надеж дека во една подолга иднина работите ќе одат на подобро и одат на подобро. И секаде кога се прати истражување во светски рамки, се гледа дека младите не се оптеретени толку со цивилизацијски разлики, културни разлики, религиски разлики, повеќе сакаат да се дружат едни со други, повеќе ги интересира економскиот момент, бизнисот, кариерата, соработката и така натаму, но знаете како, све зависи кој е на власт. По мене, во Европа, сето ова што се случува и овие политички елити што во моментот раководат со Европската Унија, се дефинитивно виновни за ова што се случува во Европа, а сакат и во светот. Ќе дискутираме по конференцијата како ќе помине, но во пресрет на истата еве пред неколку дена пред почетокот на истата, која ќе биде генералната порака која што ќе биде упатена, професора, да сите општествени чинители? Генералната порака ќе биде дека фактички во едно глобално или постглобално време мора да се надмине религиската исклучивост. Мора да се најде начин како да се застане на патот на первертирање. Во моментот се случува еден процес на фашизоидно первертирање на делови од светите книги. И она што е исклучително битно, добивате впечаток кога во памфлети ги давате тоа фашизоидно первертирање на делови од Библија, на делови од Куран, на делови од Талмудот во јудајската религија или ако сакате во будизмот, луѓето веруваат во тоа. Ние треба да најдеме начин да дојдеме до вистината, да ги разобличиме сите тие памфлети што доаѓаат и да ги упатиме сите чинители, и политичките, и
религиските, ако сакате, ова е многу битно, и младите да ги читаат изворно светите книги. Ако ги читаат изворно светите книги, вие нема да најдете религија во светот која што не е религија на љубовта. И во тој момент ќе се надминат проблемите. Исклучително сум благодарна што токму во ова време дискутираме на ова актуелна тема. Јас се надевам дека нема да остане само на ова гостување и само на овој разговор, бидејќи за глобален мир потребно ние да дискутираме апсолутно за ова. Да, се разбира, и јас се надевам дека вие како телевизија ќе дојдете, ќе не посетите во Крушево и ќе се дружиме таму. Благодарам професор за гостувањето во Ми беше мило. Наутро.